Царо и честната калуѓерица што ослепе и паје се провиде. Чита Александар Станојков. Отишол некој цар на поклонение кај некој манастир, кај што имало само калуѓерици. Царо бил променет во најубавите алишта, што биле везани се со злато. Коруната што ја носел на главата сјаела како сонце, патерицата што ја имал в рака и таа сјаела. А пак тебабијата што имал по него, сите биле млади како што бил млад и сам царот. Влегувајќи царо во манастиро, го пречекале сите калуѓерици со сите бајраци од црквата, со сите фенари и со сите икони. Камбаните биеле едно по друго и право влегол в црква да се поклонил пред иконите и му се слугало литургија и под црквен отпуст му се дало првата одаја да седи. Откоја си починал царо, излегол да го прошета манастиро и сите калуѓерици биле наредени по чардаците да го гледаат царо. Ево сите калуѓерици имало една најмлада и најуба, а пак од сите калуѓерици била таја најнабожна. Видувајќи го царо со толку убав променат да свети као сонце заедно со тебабијата, ја се смилило, ти кренала обете раце на угоре и се молила на Бога: Господи Боже наш, како што е променет царо на овој век се во срме и во злато, и да би на тој век да биде уште по-променет и славен, а не колку што е тука на земјата и славен пред нас луѓето. Која кренала рацете калуѓерицата и очите на угоре, ја видел царот и му принесол ѓаволот една лоша мисла, или да леже вечерта со неја, или да ја земе за царица, а ако не кандисува калуѓерицата само за една вечер. Така помисли и прати еден човек да ја рече да оди при царо вечерта, а ако не ќе само за една вечер да ја земи за царица, чунки не бил женет. Која чула праведната и убавата калуѓерица, многу се оскорбила и немаше кај да се навали на друго место за да куртулиса од царо, отколку на Бога, и откога му кажала таа на елчијата зошто кренала раци и како се молила на Бога за царо да го сподоби Господ на тој век, уште повелико од као што е на земјата, си влегла в црква и паднала на колена со голем плач да му се моли на Риста, да ја земи и улише обете очи, да така да куртулиса од царската рака и од славата на овој лажоен век. Која чул царот тие збори од елчијата, ич не му се верувал, ами го прати да ја земи, било со добро, било со сила. Одејќи елчијата, не ја нашол во челијата. Ги прашал другите калуѓерици за неа, кај ошла, и тие му кажале црква отишла, и отишол елчијата црква да ја земи. Која ја гледа во очите, многу огрозела, дури да му е страф на човека да ја погледа во очите и во лицето. Отрчала елчијата кај царо и му кажал чудото што го видел на калуѓерицата. Царо не го поверувал елчијата и станал, та само отишол црква при калуѓерицата да ја види дали е вистина ослепена. Која се прибрал до калуѓерицата и ја ватил за раката, ја кренал од кај што плачеше и крва и солзи ронеше, која ја виде во лицето, се вчудовиде и тога ја поверува царо, оти таја што беше кренала рацете на угоре не била за царо да го сака, ами за Господ царо да го сподоби во царството небеско, да биде отколку што е славата на овој век, толку да е уште и уште 100 толку славен на оној век. На часот царо паднал на коленици до младата и на божната калуѓерица и тој се молил на Бога со солзи за Господ да го прости што сакал да ја зема за жена калуѓерицата и му се молил на Бога за Господ да му и даде очите као што и биле. Бидејќи молитвата од младото царче била од се срце и ги дал очите као што и биле. Која ја виде па со очи, уште поголема вера му влегла во срцето и уште од тука се таксал да биде калуѓер, а не цар. Си излегол од црква и утрото големи бакшиши му поклонил на манастиро и отишол во некој друг манастир да се покалуѓерил и спасил.